На една страна смрдливи тоалети, скршени врати и лош мирис, а на друга страна топлина, хигиена и нов мебел. Првиот впечаток кој екипата на А1 го доби при влегувањето во студентскиот дом Стив Наумов е постоење на два паралелни светови. Во едниот свет е студент од сиромашно семејство, кој во старата зграда чека да му стават врата и плочки во бањата за да може да се сокрие и да се истушира со млаката вода од дотраените цевки. Во вториот свет е студентот кој по партиска линија добил сместување во топла барака, во која го чека мирис на нов мебел. Обраснатите треви во дворот не можат да ја сокријат лошата слика за руинираната зграда, позната како женската зграда во која се сместени на 400 студенти, ниту пак тишината која не била препознатлив знак за секогаш гласниот Стив. А одбивањето да зборуваат пред камерата на А1 говори за срамот кој го чувствуваат од лошите услови во кои се сместени, но морале да ги прифатат од економски причини. Цело време поплава И бањите се ужас, и уцењата се ужас. Буквално цевките Тоа е најголемиот проблем. Мислам дека оваа зграда тоа е најголем проблем. И собите се проблем, да, ама не е толку страшно. Поправките не можат да ја сокријат реата, водата и фекалиите кои истекуваат во тоалетите, а ниту искршените плочки во заедничките бањи. Поправките не можат да ги сокријат ниту грешките во инсталацијата со одводот, кои предизвикуваат излевање на фекални води, па персоналот мора да ги извади WC шолјите за да го чисти изметот со сајла. Наместо туш кабини се користат половни пластични врати како преграда за да можат студентите да се искапат. Се местат само по 2 врати наместо по 5, затоа што пари за повеќе нема. Во едно од ламелите, една студентска соба се пренаменува во читална. Ниту добрата волја која персоналот ја има, а студентите искрено ја ценат, не може да го реши проблемот со лошите услови поради кои студентите често добивале уринарни инфекции. Ишкратаните ѕидови, поградните зборови и слики кои стојат со децении, ги нема во бараките над мензата кои функционираат 9 години. Собите се двокреветни со тоалет со туш кабина и WC школка. Тука има 138 легла и сите се пополнети уште пред 15 септември со студенти кои студираат на Природно-математичкиот факултет и на Факултетот за земјоделски науки. За нив, како што велат студентите и дел од менаџментот, се фаќа врски и овие легла ги добива оној кој е на власт или студентот кој е истакнат активист во партијата. Сепак, мензата во Стив ја користат сите студенти, било да се во партија или не, а за исхрана и сместување тие плаќаат околу 3600 денари. Оваа сума се плаќа и кога ќе се добие место во Гоце Делчев, а реновираните блокови таму се причина зошто студентите аплицираат прво во овој дом, односно фаќаат врски во партија за да добијат кревет. Директорот на студентски дом Скопје, Виктор Велески, заедно рече дека менаџментот на домовите не ги крие условите во некои домови и призна дека се лоши, но дека сликата ќе се смени за 2 години од сега и дека во иднина ќе може да се сместуваат студенти без ургенции и партиски релации. Треба многу да учиме од нашите врсници од Европа, така да мислам дека во иднина ќе можеме да сместуваме студенти без ургенции, без партиски релации, лични релации и така натаму, ама се надевам дека во брза иднина тоа ќе дојде. Условите, можам да кажам за во некои студентски дека да се лоши и нема да го криеме тоа заради тоа што има студентски во државата каде што повеќе од 20-30 години нема никакви сериозни инвестиции во делот на подобрување на тие услови. А овде каде што стоиме во овој студентски дом Гоце Делчев, овој е целосно изреновиран, значи сите 4 блокови, така да тука условите се во едно нормално ниво, каде што може секој студент нели да функционира безпрекорно и да студира и да ги извршува сите оние задачи кои што ги има. Во студентскиот дом Стив Наумов, зграда 3, оваа година решивме нешто дел од тоалетите, каде што саниравме. Во моментот имаме градежни активности за водоводната и одводната мрежа, каде што беа во една катастрофална ситуација, имавме сериозни проблеми и насоки од надлежни инспекторати за да тоа го санираме. Ние со проектот на КФ банка, кој што сега во тек се реализира, обезбедни се 25 милиони евра за реновирање на сите студентски домови во државата. Очекувам за некаде околу 2 години Стив Наумов и Кузма Јосифски Питу да бликнат во едно ново руво, каде што студентите ќе имаат баш пристоен живот во студентските домови.